Компанијата Екопроект Ко, заедно со Ротари клубот Кочани Виница и со подршка на Еко Центар 97 Скопје, организира акција за собирање на електричен и електронски отпад. Ваква акција се организира за прв пат на територијата на Источна Македонија. Исто така, компанијата потпиша договор за соработка и со фирмата овластен рециклатор за електрична и електронска опрема. Еден апел до сите физички лица и сите правни лица кои имаат за отпишување, односно за отстранување електричен и електронски отпад, можат да го донесуваат во складот на Екопроект Ко секој работен ден од 8 до 16 часот, за што ќе добијат соодветна документација за раскнижување во нивните фирми, додека физичките лица ќе придонесат во зачувување на животната средина. Акцијата е дел од кампањата за подигнување на свеста за рециклирање на електричниот и електронскиот отпад. Кампањава пред се е резултат на воведувањето на новиот закон, каде што сите правни и физички лица имаат уврска да го сортираат својот отпад. При тоа не смее да се фрла било каде, заради тоа што електронскиот и електричниот отпад пред се не е ни комунален отпад. Тоа е отпад кој што создава иднина за создавање на нови производи. Во соработка со Сојузот на Ротари во Република Македонија и сите клубови, всушност целта на акцијата е подигнување на свеста на правните и физичките лица за правилно изнесување и фрлање на електричниот и електронскиот отпад, а со тоа и зачувување на животната средина. На физичките лица за да си ги исчистат своите подруми и домови од електронскиот и електричниот отпад, а на правните, освен чистење на просторот од старите работи, тие имаат и законска обврска да ги предадат на овластен рециклатор кој што ќе им издаде соодветна документација дека не ги фрлиле на било каков комунален отпад, туку дека ги донеле во овластена компанија за таа намена. Инаку, досега електронски отпад до овластената компанија доставиле само 2 основни училишта од Кочани, Основното училиште Раде Гратовче и Малина Попиванова.